Во оваа приказна, наречена Зен, може да не ми поверуваш и може да не сакаш да им поверуваш на моите гости. Овие 7 приказни на успешни луѓе може да ти понудат перспектива на туѓи остварени соништа, на идоли кои за многумина се инспирација, за цели поколенија. Но нивната приказна не е твојата приказна. Нивниот живот не е твојот живот. На крајот, тоа е најмалку битно. Нивната приказна нека ти служи како пример, водилка, одредница, дека се е возможно во овој живот. Се што ќе замислиш, посакаш, на се што ќе се посветиш. Ти си господар на својот собствен живот, а доколку твојата приказна не започнала досега, тогаш денес е вистинскиот ден да ја креираш за себе. За да направиш подем, да се издигнеш од просечноста, за да успееш и за да направиш промена. За себе, за тие околу тебе, за заедницата, градот, државата или човештвото. Ова е за сите кои не се пронашле, или оние кои се бараат, за стигматизираните, маргинализираните, за успешните а несрекните и за неприфатените. Зен, твојата иднина започнува денес. Здраво! Здраво, Илина, како си? Супер, драго ми е што ќе ја отвориме оваа сезона со мене. Да, чест ми е да ти кажам, пошто ти си ми првата која се одлучи цврсто да застанеш зад мене и зад мојот проект. Специјално од Дујран доаѓам, само да знаеш. Знам. Те дочекавме на точак. Арно не тргна на точак. Од Дујран, со тој што го виде. Да. Фаворит беше, така? Фаворит од 60-та година. Доказ дека не се што е ново е подобро од оно што е старо, или пак има подобар квалитет, или пак има подолг животен век. Како изгледаше детството ни? Како детството? Да. Многу убаво детство сме имале. Од дрво не сум се симнала. Не, најазбилно. Многу се качував под дрва. Имаме голем двор на водно и таму организирав, уште од мала сакав да организирам така игри без граници тогаш имаше на телевизија, па од нив инспирирана и ние во мало организиравме игри без граници, не знам трчање, па не знам грабни стапче, па качување што повисоко под дрвата, жмурки тоа, камаи тоа, по цел ден се играла. Имавме многу убаво детство. Еве сега последно време живеам во Дујран и во Дујран сретнувам некој мирис што ме потсеќа на детството. Ја наоѓам таа билка цветче што претходно сум ја сретнала некаде на друго место, значи колку биле сетилата изоштрени. Ние сами сме оделе пешки, сме оделе на школа, цела гимназија пешки со точак, на водно сме оделе сами уште како деца, уште во основна школа. Кажи ми, дали Илина како дете имаш идоли? Некои беа идоли? Идоли мислам дека ни фалеа и токму бидејќи ни фалеа домашни идоли, идоли ни беа суперхероите од филмовите и од цртаните филмови. Немаше спортист некој идол? Имаше да се појавуваа, но сепак ми беа далечни, пошто не ни беа од регионот. И сега идоли препознававме нели тие суперхерои, например Шила на Химен уствари дали знаеш дека Игор Џамбазов го имал позајмено гласот на Химен? Не знам. Јас сум мокен. Баш ќе си го најдам на YouTube уште еднаш ќе се позитам. И јас дури сега дознав. Да, па имаше една после Супермен излезе една као Супер Woman или Supergirl. И сега тоа што не е сервирано на телевизија, тоа е Холивуд. Ти не можеш да се поистоветиш со тие, па јас се заклучував во WC и као под силна концентрација скокав од машината за перење и мислев дека ќе полетам како Супервумен и тоа кршна, че бив цела искршена, ако патилото е скршено. Ама, да знаеш дека се тргнува од мислата и од мозокот. После години почнав на висина да летам со параглайдер, со падобран. Некако се остварив таа желба. Па дури луѓето почнаа да ме викаат Супервумен. Така? Ти си дипломиран ликовен уметник од класата на Рубен Скорубин, 2005 година. Да. Веднаш потоа, 2006 почнаш да се бавиш со адреналински планински спортови.
Која е поголемата љубов? Се пронајде во 2005 или во 2006? Не, доста предходно, сега ќе ти кажам, значи сето тоа е многу испреплетено. Јас дури и покрај тоа што сум дипломирала 2005-та, веднаш после тоа се запишав на магистарски студии, па учев јазици, бизнис, меѓународна трговија, па учев туризам. А планините секој пат биле као хоби. Екстремните спортови ми биле во голема мера пасија, но никој пат професионално не сум се занимавала со спорт. Некако поврзаност голема има меѓу тие две работи. Не можам точно да кажам кога сум се пронашла. Можеби, не знам, можеби се пронајдов на 14 години кога се запишав на падобранство прв пат. Тогаш прв пат знаев дека за навик адреналинските спортови, адреналиното тој што ме влече. Што беше причината воопшто на 14 години да се запишеш на падобранство? Скопје го памтам не само по тоа искачување на водно, него исто така и сум се качувала на крововите на зградите. И тоа, онака, дали од надвор, ако има внатрешни скали од внатре, ако има надворешни пожарникарски скали од надвор ќе сум се искачала. Најголемо достигнување ми беше на некои 16 години кога се искачев на католичка црква, на тоа вака високото горе кај крстот. А тој своевремено што ми беше симпатија доле умираше здрав, пошто тој имаше страв од висина. И тоа ми беше... би го споредил тоа со Денес Игор. Си го кажувам дека има некои длабоки стравови кога те гледа таму на планини или на картите дека Демир Капи. Па и името, ама и да не навлегуваме на таа тема. Ама сакав да ти кажам дека после тоа, значи јас некако низ тие кровови ги гледав планините во кои што подоцна почнав да се качувам. Тоа ми било од секогаш некоја потајна желба веројатно. Па, како што кажа, значи точно е дека во 2006 година ми беше еден голем као turning point, као сосема ново поглавје кога за прв пат се искачив на Мон Блан. Тоа беше спој и од уметноста и од спортот, бидејќи јас како прво се воодушевувам од самиот песаж. Значи јас кога се искачев прв пат на Мон Блан на Алпите на 23-4 годишна возраст, не само тој редок кислород кој што многу некако ми пријаше, како некој благо чувство на зашеметеност, но и снегот и одењето, стигнувањето до патот, до врвот и самиот тој пейзаж кој што се отвара до згора, сето тоа како визуелен уметник веројатно ме лупна у глава за да сватам дека тоа е стварно нешто што сакам да го правам. Кажи ми што ти нуди сликањето што не ти го даваат планините, што не ти го пружат планините? Па тоа е веројатно веројатно е тој емотивен израз, бидејќи додека сум на планина не смеам емотивно да се расплинам, морам да бидам приземна, морам да бидам фокусирана на она што го правам и целиот тој збир од емоции што го доживувам на планината, после тоа можам да го пренесам на платното. Значи тоа е еден вид алатка со која што тој збир на емоции од планината можам да го визуализирам и да го видам како готов производ. Бидејќи при искачување на тие врвови имаме разлика во атмосфера, имаме разлика во кислород. Да. Човекот губи здив. Значи тоа се е тренажен процес за да го подготвиме телото, или за да ги постигнеме тие врвови. Кажи ми кој е оној иницијалниот врв во себе прво што треба да го постигнеме за да можеме тие врвови потоа да ги гледаме како нареден предизвик. Верба, порив, волја, само мотивација. Еве јас со мојата приказна сум успеала да мотивирам многумина, но што станува кога мене самата ми не достига мотивација. Значи, тоа е исто така процес, тренажен процес, психолошки тренажен процес и е многу интересен. Во однос на техничкиот дел на искачувањето, немањето воздух, студот, не знам, ограничена хигиена, глад, тоа се све состојби кои што ги среќаваме надвор од комфорт зоната. А тоа е најтешкото, човек да излезе од комфорт зоната. Тој прв чекор е најтежок. Но штом ќе излезеш, да направи промената, не? Да направи промената, да. Затоа што ние самите сме робови на навиките. И не сваќаме дека тие работи не се толку као неопходни, кафето прво на сабајле, цигарата, не знам што, него тоа се навики и тие се менуваат, ако сакаме да ги смениме, можеме да ги смениме. Точно. Све се тренира, значи све може да се тренира.
Во однос на техничкиот дел сакав да кажам дека денешно време постои опција сосема комерцијално искачување на врвовите, што сето тоа го прави многу полесно и поскапо, но доста олеснителни. Подостижно, да. Еден кул полеснителни околности кои што можеш со пари да ги купиш, од типот на поугоден шатор за спиење, повеќе логистика при носење на транспортот, неограничен кислород за во повисоките делови на планината и така натаму. Она од кое што јас сум најмногу задоволна е дека успевам повеќето од тие планини да ги искачам сосема сама или во мало друштво, но без водичи, без додатна логистика, што е еден почист пристап кон планината, налик на оние пионерските искачувања на времето. Покрај сите логистички услуги кои што ги имаме денеска на менито сервирани, сепак треба со големо внимание и со голема почит да се пристапи кон планината. Бидејќи таа го има главниот збор, таа одлучува. Не можеме да освоиме, може само ако ни дозволи да стапнеме на врвот. Или не. Тоа е еден вид на сопствена борба со себе, можеби со сопствените стравови, да направиме промена во животот, да направиме подвиг, да се испитаме полесно, да се пронајдеме себе. И да сме поблагодарни некако на поедноставни, поблагодарни на животот и на се. Воглавно, мина ми се навистина предизвик и уживам во тие работи, како да сакам да се мачам. Уствари, нели, во недостаток на кислород, со краток здив и така натаму, јас едва чекам тоа да дојде на ред, за да го правам, затоа што тоа ме исполнува, затоа што тогаш јас знам дека сум вистински среќна, затоа што ти кога можеш да бидеш среќен и во такви околности лесно е да бидеш среќен кога имаш се околу тебе наредено, сите коцки наредени, све сервирано. Но кога ти таму ќе постигнеш вистинска среќа, особено бидејќи го спомна стравот, тоа има огромна улога. Ние сме некако изолирани од стравот, нели? Сакаме безбедно да живееме, гледаме да го елиминираме и бегаме и покрај тоа што постои на улица, постои секаде постои, но горе некако сме поизложени, повеќе мора да седнеме со него да се соочиме, да го анализираме и кога ќе успееме да го надминеме тој момент, да сватиме дека можеби не се работи за објективен страв, туку за некоја криза или за некоја моментална, не знам, состојба која што можеме да ја надминеме, тогаш настапува стварно тежно чувство на среќа, на слобода и на среќа. И тоа е многу интересно, бидејќи често пати сама сум одела во планините, можеби токму сум одела за таа потајна средба со стравот што си ја имам јас горе. Опиши ни го тоа, ме интересира тој процес кога си во критичен момент, така. Да, и добро, значи јас сум преплашена, одам сега последно на една планина, Чимборацо, највисокиот вулкан во Еквадор. И отидов сама, не е активен, заспан. Највисоката точка до сонцето и сега јас одам сосема сама, стигнувам до едно место кај што требаше да си изградам нешто налик на гроб за да спиам натре, за да се заштитам од ветровите, морав да изградам камења наоколу и внатре да ставам вреќата за спиење, внатре да преспиам. И не се чувствував некако пријатно и сега гледам дека јас сум уплашена, од што сум уплашена и се седнувам. Значи, кој си ти? Јас сум стравот. Што сакаш од мене да те уплашам? Од што треба да се плашам? И сега јас прашувам, значи, од што највише се плашам? Се плашам од лоши луѓе најмногу. Тука нема живо пиле во планинава, значи тоа го елиминираме, што друго. Еве, ајде, некој диво животно да не дојде да ме нападне. Ама на вистина нема ништо, значи, освен некои симпатични птици и во подолните делови тие налик на лами или животни, таму стварно немаше други животни. Океј, го елиминираме тоа. Што е следното? Лавина. Гледам дека сум добро поставена, дека сум безбедно поставена, оддалечена од лавино опасното подрачје, го елиминираме и тоа. Дали има нешто друго што треба да се плашам, освен од тоа дека сум сама? Нема. Во тој момент, значи од најуплашениот човек, сама на таа планина огромна од преку 6000 метри кај што сум тргнала, станувам најсреќниот човек на планетата. Правиш листа. Да. Океј.
Тие ги изоструваме тие сетила, кои што овде во урбаниот свет многу ни се затапени. Длабоко во себе веруваше дека ќе ги искачиш тие врвови. Секогаш почетокот е многу тежок и си викам, добро, шуми требаше пак сега вакво нешто. Значи што шуми фалеше дома со пријателите да си седиме на топло, може во кафанче некој, нели, може некој дечко сум имала, тогаш сум била заљубена. Што ми требаше сега пак да одам сама по планиниве да се акам по студот. И како тоа све се развива до вториот, третиот ден, кога веќе стануваш сосема исполнета и веќе ти си правиш следни планови каде ќе одиш следно, не ни помислуваш на враќање дома. Затоа што го наоѓаш она што тебе ти е комфорт зона, она што тебе те исполнува. Јас многу сакам луѓето да си го најдат тоа во себе, без разлика дали се тоа планините, без разлика дали е тоа да одиш ти по риба, у 4 сат пак са бајле треба да станеш за да ја одиш да ловиш риба или не знам, кујна, фамилија, кариера, секој има нешто што му прави искра во очите. И насмевка дуго. Баш убава порака кажа и тоа е нешто што веројатно општеството може да го научи од луѓето кои што се стигматизирани, маргинализирани. Тие се борат не само со себе, бидејќи некои од нив се заробени во своето физичко постоење, нели? Не само со себе, туку и со целата околина околу нив. Тие можеби не може да го направат тоа што можете вие да го направите. Стварно мислам дека сите луѓе со попречено се огромна инспирација и треба да се поттик воопшто, значи во ова општество во кое што живееме. Многу апсурди има денешно време. Значи од една страна имаме луѓе со телесен, со психолошки хендикеп и така натаму со прерана болест кој што не ја нарачала им дошла или некаква се состојба, па тие со толкав ентузијазам, со толкава волја се борат за животот, а од друга страна имаме генерации кои што имаат буквално све на тацна и не се негодуваат и се несретни за тоа што наместо iPhone 7 добиле iPhone 6 за роден ден и тоа ги прави нив несретни затоа што тие не знаат ништо освен материјалните сетила да ги задоволат. Неблагодарно е кон животот така да се однесува човек со измислени проблеми. Може да ја спомнеме еве програмата во која што јас сум дел од 2012 година, глобална спортска програма за почна за жени, затоа што нели се промовираше родовата еднаквост преку спорт, но исто така и инклузивност во спортот токму за лица со попреченост. И би сакала да ги пофалам моите ментори од програмата, последната програма е Sport for Community, кои што нудат на вистина одлични активности за сите лица да внесат спорт во својот живот. Еден начин спортот го користат како алатка за зајакнување, за меѓусебно зајакнување, за сплотување, за градење на една меѓусебна доверба, за вмрежување, за градење на едно појако општество, за една појака, поздрава заедница. Пред се ти кога ќе го зајакнеш телото, го зајакнуваш и умот и си посилен во секоја своја одлука. Ти си фактички и менторка на таа програма во Македонија, така да верувам дека твоите врати се отворени за соработки и понатаму. Апсолутно. Значи со голема љубов сето тоа што го учам од таму, кај што мислам дека сум среќна, сум и почестена што сум била дел од таква програма. Со голема љубов сакам да го пренесувам. Добар ден на сите, јас сум Дејан Тодоровски, роден во Лесковац. А сега живеам во Скопје и боледувам од мултиплекс склероза. И мојата порака е: сакајте се, луѓе, затоа што Бог љубов. Во овој период ти фалат планините? Како го надоместуваш тој недостиг?
Да, не ми фалат, намерно не одам толку многу по планини, затоа што ги штедам малце коленава, но и по завршување на мисијата 7 врвови си поставив еден поинаков предизвик, овој пат во спортското качување, во качувањето карпи. За тие што не разграничуваат што значи искачување на планина од типот на кораб, до искачување на планина некаде на Хималаите, до искачување на карпите во Демиркапија или некаде во светот, јас издадов еден прирачник што се вика Планинарење и читателите може да го најдат во сите книжари, во речиси сите книжари во градот, каде што точно зборувам за секоја една од тие дисциплини. Поттекнуваат од планинарењето како заеднички спорт, но денеска се развиле до степен да бидат и самостојни олимписки дисциплини. И сега, пошто нели присутна бев многу во жолтата штампа, некаде прочитав за себе си наслов дека Илина одела во Демиркапија да качува, ама тоа било мачка и на кашлица во однос на Хималаите. А тие не знаат дека мене не ми се случило да отидам на некоја планина 30 пати и да не ја искачам. А овдека во Демиркапија ми се случува, значи имам јас некој проект кој што има одредена тежина, едно ниво или две нивоа повисоко од тоа што е моето, она што сакам да го достигнам, и јас 30 пати и како сум ја пробала да искачам и не успевам да ја искачам. Значи, Добро, тоа е сосема различен тренинг и различен спорт. Игор во тие моменти ја гушнува гитарата и тука си Да. го истура тој страв, тие емоции. Да, значи ако сме повеќе луѓе, додека другите качуваат, он може да биде тука и да гледа. Кога мене ми стигна редот јас да качувам, он ќе си отиде со гитарчето на река, ќе си сврти едно купче, ќе си свири некоја песничка, ќе се врати после пола сат. Не му се многу пријатни, дури некој пат и сликите одгоре не знам дали да му ги покажувам или не, пошто... Веројатно не ги ни гледа. Веројатно не ги ни гледа. Па добро, така, гледа. Што те научи времето на пандемија? Да се подсмирам малце, еве сега во новата книга гледам дека пишувам, цело време пишувам за 7 врвови како сум стигнала до таму. Цело време значи пишувам колку сум била јас расплината, сум патувала од едно патување на друго. Коферите уште не распакување ги препакувам, одам на друго патување, од планина на планина. Таман ќе се искачам на една планина, веќе не сум наоѓала ни момент да се израдувам за тој успех, затоа што веднаш сум си поставувала нов предизвик, што малце знае да биде и премногу. Сум се пишувала, ќе си ветувам дека после ова ќе седнам и ќе се одморам, си ветувам дека во 2018 година сум патувала 10 земји, 40 градови, 2019 година 17 различни земји, 57 градови. И цело време јас си ветувам дека ќе седнам, ќе се одморам и на крај настапува 2020 година, кога доаѓа локдаун и немајќи каде, уствари морав да седнам и да се одморам, што убаво ми дојде. Значи, ми дојде убаво затоа што може повеќе да се насочам на себе си, да си посветам време, да им дадам на значење на оние работи кои што цело време некако сме ги ставале, знаеш, за понатаму, за пишување, читање, јога, медитација, истегнување, значи, буквално да се осврнам, да видам внатре кон себе си, кои се тие врвови што биле искачени, што не биле искачени, имали простор за уште таму и така натаму. Убаво ми дојде тој период. И ми беше многу креативен и седнав и ги запишав сите тие впечатоци од минатите 15 години. Направив и неколку изложби. Ми беше едно прочистување. Колку треба да е човек силен за да ја почувствува таа слобода? Нешто напоменавме ние веќе. Па да, силен е за да се соочи пред се со себе си. Тоа е главното. Значи, некои работи постојано ги потиснуваме. Треба да се соочиме со себе си, да се прифатиме со сите своји недостатоци, со сите своји доблести и тогаш сме слободни. Како ја дефинираш љубовта? Па не знам како да ја дефинирам љубовта. Цело време те пишувам за љубовта, не знам како да ја дефинирам љубовта. Веројатно е многу блиска емоција со среќата која што ја постигнувам додека сум на планина. За мене иста е таа љубов која што ја гајам кон планините, кон најблиските, кон родителите, кон природата и кон партнерот. Таа е истата емоција на неприкосновеност, на пожртвуваност, на, не знам, сплотување, како да сме едно. И
Убаво е што, не е таа истата љубов, веројатно што јас треба да земам од некого за да ја дадам на некој друг, него таа е исто како и среќата, значи како што ја шириме, така се зголему. Некој пат сум се чувствувала истуштена како премногу да сум раздавала емоции, но тоа се као мали кризи кај што сме енергетски ниско и треба да се надополниме, но не е тоа дека љубовта ниту среќата може да не се потроши, не е тоа нешто што се троши, значи напротив делете ја, ширете ја и ќе ја има повеќе во светот. Илина, ти благодарам што си врвот за многу. За мене дефинитивно си врвот и се надевам дека ќе си го носиш тоа сонце што го имаш, светлината во себе и понатаму, и ľубовта и силата и слободата нека те водат и понатаму во својот живот. Фала многу, ми беше задоволство, многу успех со целиот проект и доследно промените тука започнуваат. Точно. Од нас. Фала ти. При изведување на овие вежби не треба да чувствувате никаков дискомфорт или напор. Истите треба да делуваат релаксирачки на вашето тело и ум. Доколку тоа не е така, пробајте да го намалите интензитетот или пак прекинете ги веднаш. Лицата со попреченост можат да бидат асистирани од друго лице при изведување на вежбите и масажата. Вежба број 1. Вежба за правилно дишење. Во оваа вежба ќе научиме како правилно да дишаме. Верували или не, но во текот на денот човек користи само 50% од капацитетот на белите дробови кои се неопходни за снабдување со кислород во организмот. Не престануваме да дишаме ниту кога спиеме. Благопријатните ефекти од правилното дишење се значителни за функционирање на организмот, циркулацијата и протокот на енергијата и виталноста. Пожелно е вежбата да изведуваш во тивка просторија, сам со себе. Пронајди комотна позиција, може да биде во седечка или лежечка положба. Земи неколку длабоки релаксирачки здива. Стави ја едната дланка на градниот кош, а другата на стомакот. При вдишување осети на дланката која е на стомакот како се исполнува и расте. А потоа на другата дланка како градниот кош се полни со воздух и се подига. При издишување, најпрво дланката која е на градниот кош ќе осети како тој полека се собира, а потоа и другата дланка како се вовлекува стомачниот предел. Правете оваа вежба по овој редослед, се додека не го синхронизирате дишењето. Уживајте во зенот. Во следната епизода на Зен. Добар фудбалер знае после победа како да се однесува, но исто така и после пораз како да се однесува. Во оваа вежба ќе научиме да дишаме во циклуси на вдишување и издишување, кои нудат опуштање и делуваат антистресно. Така сум воспитан, никогаш да не се предадам, затоа што ова е еден живот. Ние го прослувавме остварувањето на нашиот сон и сонот на сите генерации. Мојата порака до општеството, а и до сите луѓе што живеат во него, е да бидат добри, да бидат љубезни, да се сакаат, затоа што на крај љубовта е таа што победува и што ти дава сила.